промените овде во Охрид започнуваат со многу проекти и со сериозна динамика во реализацијата на активности, оние кои што беа започнати, но и оние кои што наново ќе бидат започнати, кои што беа дел од ветувањата на програмата на Кирил Пецаков. Тоа што е за нас важно е ветувањата кои што ги дадовме пред охриѓани, но и пред граѓаните во Македонија да ги реализираме и да ги исполниме, да создадеме нова иднина, што всушност беше и нашата главна порака на овие избори, да покажеме дека не се сите исти, затоа што на народот му е прекуглава од поделби, од неуспеси, народот сака да види резултати и конечно да види реализација и исполнување на ветеното. Тоа нас не прави различни од нашиот политички противник, од оваа влада предводена од СДСМ и ДУИ. Ке се обидеме на локално ниво да покажеме дека можело поинаку и дека можеме сите заедно да работиме честно и да ги исполниме очекувањата на граѓаните во рамките на можностите, се разбира. Нема да критикуваме, нема да се жалиме колку е тешко. Тешко е, знаеме, затоа што ако било лесно, прво немало да бидеме ние, а второ, ако состојбата со општината и со предпријатијата јавни кои што се дел од оваа општина била добра, тогаш сигурно немало граѓаните да дадат довербата на ВМРО ДПМН, ќе дале довербата на нашите претходници. Така што, ако кажеме дека е лошо и ако има направено многу лоши работи и многу криминал, нема да ви изненадиме, тоа го знае народот, го знаат охриѓани. Ние ќе се фокусираме да ја санираме колку е можно состојбата и ќе се фокусираме на испорака на она кое што е ветено пред охриѓани и пред граѓаните во Македонија. И благодарам. Кој очекувате да го замени Заев на лидерското место во СДСМ и дали очекувате дека Заев во вторник ќе се даде дефинитивна оставка? И на тоа да се натопувам само дали ќе очекувате после промена во политиките на СДСМ и на владата? Што се однесува до тоа дали ќе си даде оставка Зоран Заев, не би сакал да коментирам, затоа што многу пати во минатото кажал па порекол. Оставаме на него да одлучи. Кажа неколку пати дека ќе направи многу работи, но за жал ништо не направи, така што еве ајде да почекаме вторник за 2 дена од денес, па ќе видиме што ќе се случува. Кој би очекувал да го замени, па нели тој брифирал во новинарските кругови и кај медиумите дека тој што ќе биде со него на средбата со господинот Африм Гаши, човекот кој што ќе биде практично и негов фаворит за председател на СДСМ и иден мандатар. Тоа е оној брифинг кој што стигна до мене и тоа е она кое што јас го знам. Ако очекувате нешто различно да кажам, јас навистина не би сакал да се мешам во работата на СДСМ, тоа се нивна работа, тие нека си донесат одлука како понатаму и со кои кадровски решенија понатаму. Како што кажав, ние сме фокусирани на тоа да го исполниме ветеното пред граѓаните, затоа што граѓаните очекуваат навистина да создадеме нова иднина, да не биде тоа само пишано слово на хартија, туку и навистина нешто и да испорачаме, затоа што, кажав, 30 години им е прекуглава на граѓаните од плячка, од криминал, од наместени тендери, од наместени огласи, од корупција, сака да видат конечно засукани ракави и работа. Дали очекувате промена на бугарските позиции во однос на Македонија сега после изборите? Апелирам до новата влада кај нашиот источен сосед да се надмине себе си, да ги заборави тие хегемонистички барања кои што ги има во минатото нивните претходници и во духот на европските вредности промовирани при самото формирање на Европската унија од Аденауер, Шуман и Де Гаспери, да не ја блокираат Македонија во почетокот на преговорите со Европската унија, бидејќи овој народ и Македонија заслужуваат такво нешто. Дали енергетската криза, што е чувствуваме во моментов, најверојатно на 3-та година ќе се почувствува повеќе, може да влие на ова незнање и фактори? Пред сега разговаравме со еден од директорите на јавните предпријатија овдека во Охрид. Цената на струјата е најмалку 2,5-3 пати покачена од таа која што била до пред некој месец поради несовесното работење на нивните претходници. Тоа е еден сериозен проблем кој што ќе го чувствуваат и самите јавни предпријатија и општините, но и компаниите веќе од подамна го чувствуваат бидејќи истекоа договорите кои што беа изминатиот период важечки и конечно на крај тоа ќе го почувствуваат граѓаните. Зошто? Затоа што еднаш крадеа кога наместо да копаат се организираа во картели за да го плешкосуваат и пустошат Елем и рек Битола, а сега втор пат
ќе ги трошат повторно народните пари. Веќе 4 милиарди денари, 65 милиони евра потрошија од државните резерви, за да ја санираат дупката која што имаат финансиска, но и недостатокот на електрична енергија за месец ноември, и тие ги потрошија. Сега ќе видиме колку што ќе требаат пари во декември, јануари, февруари, па и би рекол март. Така што не чекаат тешки времења со многу потрошени пари на граѓаните, пари кои што наместо да завршат за реализација на капитални проекти и реализација на и повисок стандард на граѓаните, ќе завршат за жал во нечии приватни џебови поради неспособности и ненавременото обезбедување со струја на граѓаните и на нашата држава, односно на Македонија. А инфлација дали? Ке има инфлација, сигурно, таа веќе постои, сите цени се зголемени. Погледате што се случува. Сите цени на производите на мало се зголемени најмалку 10, 15, 20%. Тоа најсликовито може да го опишат граѓаните. Нема човек кој што денеска тоа не го забележува, кој што пазарува во маркетите. Основни продукти зборувам, поскапени се и млекото, поскапено и лебот, поскапено е маслото, буквално е се поскапено. Инфлација има, повторно ќе кажам, дел е домашна, дел е увезена поради овие политики кои што ги водеше оваа влада предводена се да се мајдуи. Во декември имате конгрес, очекувате ли против кандидат? Секој оној кој што ќе ги исполни условите согласно статусот, статутот се извинам, јас го охрабрувам да се пријави. Ќе видиме во периодот што следи колкава ќе биде бројката на пријавени лица за потенцијален претседател на ВМРО ДПОН. На 12 декември ќе биде во Скопје, во спортскиот центар Јане Сандански, така што еве ја повикувам јавноста да го следи процесот. Што очекувате сепак да има некој кој се пријави? И ги охрабрувам тие кои што ценат дека треба да се пријават, така што периодот што следи ќе видиме што ќе се случи. Ваш став околу рестриктивните мерки на Комисијата за заразни болести кои се предложени? Ставот нас сме го кажале многу пати во минатото, јас само ќе го повторам дека треба да се почитува правото на избор на секој граѓанин, тоа е индивидуално право на избор и тоа е уставно загарантирано право на секој граѓанин, а единствената мерка која што до сега требаше да се донесе за да биде функционална е веднаш да се распушти оваа влада, да се организираат предвремени парламентарни избори, а со тоа да замине овој министер за здравство и оваа комисија за заразни болести предводена од инфектологот Караджовски.